Civil Media. Јас сум Лидија Лазова од случајот Калдрама, познат може вие на сите со патарините. Бевме приведени на 1 декември 2011 година. Приведени на 1 декември бев приведена заедно со останатите колеги, вкупно 86 вработени од патарините од целата држава. Бевме донесени од полиција тука во судот во Скопје, скоро 24 часа. Утрото ни дадоа на сите по еден куп, не знам по колку листови, основано некое сомнение, може по 600 страници, веќе не се сеќавам. И на сите ни беше одреден притвор. На сите 86. 20 души од сите 86 бевме однесени во Битола. 20 колеги. Таму имаше 20 кели. Од тие беа 2 самици. Во едната самица бев јас, а во другата имаше колега и во останатите беа распоредени во другите кели. Почна 1 декември, зима, хладно. Самицата беше многу мала, 2 метра на 1,90 м, ми кажа дека толку биле, таа била големината. Имаше само кревет железен, исто и железно масиче заштрафено на креветот. Вецето беше внатре, торбицата и вака еден чекор колку да може да излезе. Беше многу темно, влажно, беше многу ладно, како се погоди таа зима, минус 22-3 степени, минус 27 степени. Келијата, од кај беше хладна, висока, со мало прозорче. Имаше носијаличе, исто како од свеќа, беше високо многу, а креветот мене ми беше скоро здоле. Не можев да читам, да земам некоја книга, например, или нешто. Барав од командирите, ако може појако светло да се стави, барем да може да читам. Не дозволија. Ладно, многу. Не знам како издржавме во тој мраз. Поеднаш во неделата имаше бањање. Шетање имаше, за разлика од другите, например, притвори, не знам како е, некој кажувај од колегите дека подолго време, по пола саат, по 1 саат. Кај нас во Битола ти бевме 20 луѓе од исто дело, додека да ни изнесе од келијата, од едно мало дворче имаше мал круг, дали 2-3 круга ќе свртевме и одма пак назад. Сите стражари беа како, не знам, не можам да поверувам дека такви луѓе можело да постојат. Сите беа скоро исти. Секогаш ние не можевме, не се движевме таму. Секогаш и нозете ни клецале и сме плачеле. И колегите, ако вика дека, например, машки, ги слушав како липат и они. Во секој момент некој се беше, не знам, изгубен или така нешто. Така се обраќа, например, завршува се шетањето и ти викат со некој глас, таков глас, не знам, тргај, ама не можеш да не се расплачиш, не можеш да издржиш и си собираш сила, пак е велија што рече, си викаш не, ја мора да издржам, да излезам надвор, да бидам на слобода.
имавме посети на 2 недели поеднаш. Ќе дојдеа нашите. Ние внатре мрзневме, додека ги чекавме и нив секако бевме замрзнати, а они надвор па уште повеќе на тој мраз, како некои живување да беше. По 5-6 сати луѓето на минус 20 и нешто никаде немаше, немало кај да влезат, да се стоплат, додека да дојдат да не видат нас. Храна не ни дозволува од дома да ни донесат храна. Јадевме од затворската храна, јадевме колку да се рече дека дали сме јадела. Не можев. Како ќе каснев, повраќав. Неколку пати и таму се несвестував. Не реагираа ни командири, ни стражари, ни никој. Имаше таму докторка и медицинска сестра. Не можевме да се пожалиме. Таму, не знам сега за во шутка како во Келијава имавме затворена врата метална, па после беа решетките. Не ја отвараа само вака малку од ќошот вратата и додека да почнеш да им кажеш докторке вака ова, вака ли тоа, ќе затворат вратата, терапијата и ништо. Терапијата беше тоа, само мислам дека нешто што беше позитивно таму, што можев да спијам. Спиев, под дејство на лековите или како спиев. Имаше само една смена, не знам и не ги видов луѓево како да им се заблагодарев. Мислев дека ќе излезам од притвор, од притвор, дека ќе имам можности да отидам до Битола. Никогаш тоа нема да го заборавам на таа смена. Кога идеше тој главниот командирот, само тој во таа смена, викаше, однесете и на жената шише со жешка вода. Ми го носеа шишето, се топлев со рацете, со нозете, со главата смрзната, со капи, со јакни, со ќевиња. Таму немаше парно. Во ходникот беше парното. Тој притвор, не знам кога бил граден, како бил, тоа беше страшно нешто. А лиштата ни беа влажни. Од тоа што порачувавме од кантините, имаше кој ќе ни донесеа со картончиња. Стававме вака покри креветот, целото беше капки со капки зидовите. 93 дена во мразот. Колегите после ми признаа дека ми кажаа, уствари не да ми признаат. Ние, вика, колешке, се тешевме со тебе. Викавме, Лидија, кога може да издржи, ти издржиме и ние. Можеме, мора да издржиме. 94-тиот ден во притворот, за време на бањањето, не знам како сум паднала. Сум паднала во бањата, сум се несвестила. Дојдоа стражари, дојде брза помош, ме однесоа, ме дигнаа. Од почетокот во Битолската болница. Таму направија снимки. Не можеа да ми стават инфузија, од што бев дехидрирана, што бев слаба. Ме масцираа. Жените што беа во собата, со некој, не знам, тоа ми остана така во сеќавање, посебно некако ме гледаа како, не знам каков ли криминалец или кој да сум, што сум. Со брза помош ме донесоа до Скопје, на клиника. Сум имала право да си одберам за лекувањето кај сакала операција да биде дали во Битола, дали во Скопје. Тоа беше сабота. Во неделата, уште рано, ме оперираа. Со мене во собата имаше двајца командири, они ме чуваа.
ме чуваа командирите. За време на операцијата ми вградиле 4 штрафови. Имам и снимка тука, ама нема потреба се покажува. 4 штрафови имам во колкот по 8 сантима. Уште ги носам со мене. Во болничката соба не ги пуштаа моите да влезат. Само од вратата ме зирка. И на командирите што беа со мене, им било страх да не им направат и нив нешто, да не изгубат работата. Они беа само со мене. Двајца во собата, они ме чуваа, ја да не избегам со колков скршен. Ме пуштија после дома. Куќен притвор. Бев многу слаба, многу претерано. Не можев да станам, да застанам на носет. Донесаа дома дојда доктори и од ортопед, и од физикална терапија. Им вика и на моите дека Лидија може да стане. Не сме да се лежи, мора да стане со патериците, да се движи, да оде. Не можев, не знам колку време, се онесвестував, не можев ништо. Од клиникава. Конзилиарно мислење ми дадоа. Со конзилиарно мислење и адвокатот поднал барање до судот. Оти тоа и беше препорачено да одам на бајско лекување. Судот не ми дозволи. Судијата Јоко Ристов се смееше. Рече, тука барање за бања сте поднеле, да не сакате и спа центар да одите. Седев дома, се мачев со патериците. Не можев, ми ставаа сунѓери тука под рацева, за да може да се подпирам, да пробам. Почнав полека да одам. Судот ми дозволуваше да одам на контрола. Ми даваа дозвола на контрола тука за траума. По неколку контроли, ја не можев со патериците од одев. Рекоа, вежбај дома, на масата, до масата, ќе клекнеш, ќе станеш. И на снимката се диагностицира остеопороза. Таа остеопороза како последица на тоа што не ми дозволија да се лекувам, што не ми дозволија бања, што не ми дозволија вежби да правам. Требаше штрафовите да ми ги извадат последна година. Штрафовите кај мене уште стојат. Со нив сум. Бидејќи слаби коските, не се препорачувало да се бадат, операција да се прави, да ми ги отстранат. Може евентуално, вика, вештачки колка. Пред година и нешто има многу болки, не може да одам пак. Направив неколку терапии во Велес, физикална. Оти, студијата не ми дозволи тогаш бања, а не можев и ја да си дозволам. И до ден денеска нема отидено на бајско лекување. На студењето сите 86 бевме осудени. Осудени за злоупотреба на службена должност по член 353 Кривичниот закон. Ние не бевме државни службеници. Во притворот ни нося решенија да ги подпишеме за државни службеници и за злосторничко здружување. Ја бев осудена 3 години и 4 месеци.
од домашниот притвор. Апелација истата казна ја потврди. Со ни едно намалување на казна на некој, со ни една условна казна. И не знаевме зошто. До ден денеска се прашувам, ја не знам зошто бев таму. Не знам. Остатокот го дослужив во Идризово. Го видов и затворот Идризово. Таму еден дел поминав во приемното оделение. Од приемното оделение ми остане уште, не знам, 2 месеци и нешто, 2,5 месеци. И ја и една колешка од истого дел од Калдрама, наместо во отворениот дел, тогаш нас не ставија во затворениот дел. Во затворениот дел, таму ја долежав казната. Имаше, не знам, секакви затвореници има, секакви случаи има. И таму кога требаше да се бањаш, треба да се знаеше кога има топла вода, се знаеше, например, чија се бањаат први, например, и готово за остатокот, ако има после, ако остане време. Имаше од почетокот во Идризово само еден телефон, една говорница. За тоа времето дека бевме на пауза, време од 2 сати. Не знам над 60 или 80 колку жени бевме во тој затворениот дел. Чекавме да се јавиме, да ги слушнеме дома. Некогаш ќе дочекавме, некогаш ќе дојде некој ќе рече не може ти, ја гушва имаше таму. По некој време наместија и друга говорница, тогаш беше подруго. И така заврши казната, одлежувањето на казната. Од кога заврши казната, ние сите се осеќаме уште, ако слободни, како да сме живи, како да сме заробени. 20 од колегите починаа, останатите чекаме, се надеваме, чекавме закон за повторување на делото. Нема ништо од тоа. Чекавме од СЈО и од таму ништо. Чекаме од Страсбург, меѓутоа за Страсбург имаме поднесено не за притворите, колегите рекоат измис колку имале поднесено такво некое барање таму до Страсбург, кај нас бројот на возилата, за штетата што била направена, и тоа не беше штета. Например, јас седам во кабинава, не се бројат возилата што минале кај мене, туку 5 километри пред таму, а например 20 бевме затворени, 20 од правецот се наслободни до ден денеска си работат. Заврши. Многу бракови, многу семејства уништени. И ја останав сама. Неколку години живеам сега кај татко ми. Живеа во Велесе, јас сум во Градско. И он е инвалид, 83 годишен стар човек со пенсија. Нема работа, а како инвалид и не можам во такво место. Не можам да одам да работам земјоделски работи со Колков, не можам да клекнам. Има таму близко, има многу жени што од таа фабриката Дрекслер Мајер. Таму одат, ја не можам толку време да издржам, да стојам. И така, може, не знам, владава, например, гледаме како направи некои позитивни промени, нешто граѓаниве, за пензионерите, за социјални случаи, за вработувања, за нас, за жртвите од режимот, да се најде барем некоја работа, нешто да работиме. Ние сме и со нарушено здравје, некој приоритет, нешто. Да можем прем основните потреби да си ги задоволиме, не бараме многу. А ќе чекаме, се надеваме дека ќе дојде ден
кога може ќе излезе нешто, правдата може ќе излезе на виделина. Мора да се надеваме. Многу работи, многу има закажување. Се трудам, сигурно и ви другите се трудат, се трудиме да заборавиме, и од колегите многу ми рекоа за денеска. Колешке не оди, не се мачи, нема ништо, викам ја ќе одам. Не се заборава. Гледаме на моменти, например, си речеш готово, не е ништо, а на моменти се враќа, сето тоа се враќа. Еднаш во притворот, колку сакам светлина, што кажа и Веле, ќе излезевме од самицата кој ќе излезевме исто ќелиите. Оти беа во внатрешниот дел, па друг ходник имаше, па после светлото надворешно. Светлина. Многу сакам и уште не можам, мислам во темно да бидам. Кога ќе слезевме, очите не можевме да ги така наеднаш да ги прилагодиме. Еднаш ми прегоре си лицето. Не знам зошто. 4 дена, кој како минеше. Ќе го замолам командире, помолам, може ли си лицето да се смени? Добро, ќе се смени. Пак ќе дојде друга смена, може ли? Ќе се смени. 4 дена, од каде? И така темно, со тоа мало да си јаличе, со не знам тоа како светиче. И уште толку потемно. Уште толку потемно. Многу има за спорување, многу. Не може тоа да се... Не знам. Не може да се искаже. Не знам што друго да кажам. Мислам дека е доволно. И се надевам дека ќе дојде ден. Не само за мене, и за другите, за сите. И таму имаше самохрани мајки. Една колешка за детето, со 3-годишно дете. Притворот не го кинува, нема кој да го гледа, мајки, стари возрастни луѓе. Не ја пуштаат. Демек, имаат центри за социјални грижи, однесете го детето во центри за социјални грижи. Ние сите имавме диагнози од предходно, кога не затворија, однесовме, приложија нашите диагнози. Ништо не важеше. Ќе заборавав да кажам и за представниците од Народниот правобранител. Нашите поднале представка, кога бевме во притвор, дојда во притворот да не посетат. Разговаравме со нив. Од кога разговаравме со нив, мислам дека и тоа што пред тоа што ни го дозволува, да речеме ништо не ни дозволува, ама тоа малку што ни го дозволува, и тоа ни го ускаратија. Не смееше ни глас да се слушна во притворот. Вода жешка да повараш, нема шанси. Помина, не знам точно колку, дали 10 дена, една недела, 10 дена, али не знам. Дојдоа пак да не прашат дали се подобриле условите, како сме. Ја не им одговорив ништо. Ме прашува да не ти се закануваше некој. Ме реков не. Не може да зборувам ништо. Толку. Civil Media